Остануваме на тема избори, локални избори, меѓутоа сега од еден друг агол нема да биде дебата за кандидат за градоначалник или за советничка листа, туку ќе разговарам со политиколог. Зорана Антовска е веќе во студиото и со неја ќе поразговараме во однос на комуникацијата и локалните избори, стартот на локалните избори. Ти благодарам што ја прифати мојата покана. Ви благодарам за понудата и ви благодарам за просторот за оваа дискусија. Бидејќи сте прв пат кај мене во студио, сакам само да ве представам во јавноста. Инаку, Зорана Антовска е една од најдобрите студентки на Универзитетот Свети Кирил и Методи за академската 2021-2022. Таа дипломирала со просек 9,76 и е добитничка на државната награда 26 јули. Сега сте и помлад соработник на факултетот и затоа ви честитам. Своето прво работно искуство го почнувате како асистент истражувач на Институтот Преспа, а пишувате и колумни за Институтот за човекови права и Институтот за комуникацијски студии. Ова сакав да кажам дека не сте случајно тука во студиото и не случајно сум ве одбрал за оваа тема, а сега сме на почеток, на стартот на локалните избори. Знаете, секогаш ми е драго кога во студиото имам еден млад, успешен човек со кој што ќе можам да споделам информации и теми на кои што ќе зборуваме, а особено кога тие се од значење за целокупното општество. Така, ви благодарам и за најавата. Пред се, бидејќи просторот за млади е многу важен, особено во предизборниот период. Заради тоа што во последните години можеме да забележиме огромен пат на интересот на младите всушност да учествуваат во политичките процеси, така што се надевам дека оваа наша дискусија денес ќе биде една мотивација и охрабрување за младите да се заинтересираат повеќе за она кое што се случува околу нив. Веќе сте навлезени, иако млада дама, веќе сте длабоко навлезена во својата струка, политикологијата. Ќе морам да ве прашам за она што ве викнав. Како го гледавте вие сега стартот на оваа политичка кампања за локалните избори? Па така, пред се би кажала дека локалните избори се всушност најдобриот пример за она кое што ние во теорија го нарекуваме утилитарна демократија, поради тоа што всушност локалните избори се гласањето на граѓаните врз основа на задоволството во нивните општини и видливите и мерливи резултати. Меѓутоа, клучната дилема која што јас ја имам со самиот почеток на овие избори е дали повторно партиите ќе се осврнат на оние национални идентитетски прашања, иако зборуваме за локални избори, или пак ќе се посветиме повеќе на градење решенија кои што ги засегаат самите локални ентитети. Тоа кое што ме загрижува беше дека на самиот старт на нивните кампањи, всушност голем дел од политичарите повторно се повикува на тие идентитетски национални прашања и поделби, а не всушност на градење на политики кои што засегнуваат локално ниво и локалната самоуправа, што во основа кажува и за самата информираност на граѓаните, бидејќи гледаме дека од страна на граѓаните всушност повторно тоа и се прифаќа без некој поголем револт или бунт за нивните програми. Како да се чекаше да почне кампањата официјално и веднаш да биде пуштена на најако и валканата игра, црната кампања. Кој е вашиот став околу тоа? Добитна е таа игра или си правите сами штета? Моето лично мислење е дека црните кампањи секогаш долгорочно предизвикуваат штета. Меѓутоа, нешто што во комуникологијата е познато како реактивни и проактивни мерки, кај нас за жал секогаш се употребуваат реактивните мерки. И тука веќе станува збор не само за волјата на самите политичари, туку и за нивните пиар тимови, бидејќи секогаш имаме реакции на напад. Тоа може да се забележи во различни дискусии на самите кандидати за градоначалници во дебатните емисии, затоа што ние сме навикнати на градење на наративи на напад и контранапад.
Од другата страна, мислам дека недостасуваат оние проактивни мерки каде што ќе забележиме дека сите кандидати не се фокусираат нели на нападот на нивните претходници или моментално нивните контрапротивници, туку всушност создаваат нивни проактивни мерки каде што се обидуваат на граѓаните да им понудат нови решенија. Нешто кое што за жал најмногу ме плаши во црните кампањи кои што се одвиваат е тоа што така се врамбува најлесно наративот кон јавноста. Вие доколку нели она фрейминг теори доколку им покажете на граѓаните дека всушност се е црно и безизлезно, многу е лесно граѓаните да веруваат на тоа. Мислам дека ни недостасува нели некоја позитивна кампања каде што ние можеме да ги увериме граѓаните всушност колку локалните самоуправи можат да обезбедат некој нов и поквалитетен живот. Позитивна кампања од една страна да, меѓутоа колку тоа може сега да се свати како популизам? Колку водењето на таквата политика па може да биде меч со две острици? Популизмот е генерално реактивен сам по себе, затоа што популизмот удира врз емоциите на граѓаните, така што кога зборуваме за позитивни кампањи, повеќе мислам на тоа да се таргетираат сите различни целни групи во една локална самоуправа. Ќе видиме како ќе се одвива целосната кампања, меѓутоа она кое што можам да го забележам е дека секоја партија си има различна целна група. Некои пробуваат повторно да го сведат тоа на некоја генерална слика, меѓутоа кога се водат кампањите треба да имаме фокус кон сите чинители, сите актери, меѓутоа различно да пристапиме на различен начин. Да, партиите се центарот, меѓутоа кога зборуваме еве на пример за младите од Скопје сигурно немаат исти приоритети со младите од другите рурални или другите локални единици, така што мислам дека тука треба да се стави различен фокус врз тоа од каде каде ги бараме гласачите. Ако ги проанализираме и партиите и актерите кои што ја водат оваа трка, може ли да се заклучи дека за некој од кандидатите ова би била и последни избори, а за некој да се дојде до онаа точка каде што би можело да биде и одскочна даска во кариерата? Дефинитивно се согласувам со овој став, особено заради тоа што мислам дека после се што се случи во изминатата година дена во нашата држава, мислам дека почнавме повеќе да разликуваме она кое што е државна политика, она кое што е политика на локалните самоуправи. Разочарувањето дека не си ги знаеме ингеренциите и надлежностите беше огромно. Така што мислам дека нема да има толку одскок можеби на нови лица, колку што треба да има одскок на нови идеи. Како овие политичари ќе го искористат тој момент да вметнат во нивните програми всушност нови идеи за решение на проблемите со кои што се соочуваме изминатите 30 години. Меѓутоа, дали граѓаните ќе гледаат над политичките наративи, прашањето кое што мене тука ме загрижува, поради тоа што некогаш сме премногу фокусирани на легитимитетот кој што се гради врз основа на самите партиски поделби, а не толку на легитимитетот кој што граѓаните им го даваат на овие политичари за да ја водат нивната локална самоуправа. Многу е добро затоа што локалните избори се всушност првиот степен каде што можеме да видиме кој политичар каде потфрлил и да се види некоја казна. Меѓутоа, казнувањето треба да биде врз реализацијата на мерливи решенија кои што биле превземени. За жал, оние кои што ќе завршат својата кариера тука, мислам дека пред се ќе бидат казнети од натрепартиските поделби и интереси, а не од реалната перцепција на граѓаните дека всушност не го исполниле она кое што го ветиле. Така што повторно се мобилизира сопственото јадро. Оние кои што ќе бидат, кои што ќе одскокнат, се надевам дека ќе бидат од граѓаните кои што биле апатични или кои што биле неодредени. Ни порасна ли свеста како општество да гласаме на локални избори за човек, за единка, а не за партија? Според мене се уште не.
Поради тоа што повторно ако се навратиме нели врз тоа дека самите партии се оние кои што ги креираат нели програмите на сите лица кои што ќе настапат како кандидати за градоначалници, наративот секогаш ќе биде дека ние гласаме за партијата, а не за личноста. Не е за џабе дека секој всушност кој што ќе биде кандидат треба да биде од сопствената општина затоа што тој најдобро ги знае проблемите, меѓутоа нешто кое што мислам дека е најпроблематично е тоа што голем број од политичарите даваат голем број наветувања. Нешто што мислам дека ќе не натера да гласаме за одредена личност, ќе биде мали, но големи мали нели чекори, но големи ветувања кои што ќе бидат во реалноста лесни да се исполнат. Тогаш би го имале и гласот на неопределените, предпоставувам, бидејќи битката сега во овие кампањи според мене е како да се дојде до гласот на неопределениот. Оној кој што е за едната, втората или третата опција, тие секако ќе гласат кои што се членови, симпатизери или не знам уште што. Оние кои што се надвор од политичките игри. Како да се добие тој глас? Јас мислам прво да се натераат да излезе на избори. Точно, тоа е најтешкото. Најтешкото е да се натераат неопределените да излезат на избори. Ја следев и вашата претходна дискусија и повторно се сведуваме на ветување на минимум потреби за еден граѓанин. Не можеме да ги освоиме гласовите на неопределените ако ние им ветуваме подобар јавен превоз, училишта, градинки или чист град. Тоа по дефолт треба да го има. Тоа е минимумот кој што треба да го имаме во нашиот, мислам, во нашата држава и мене ми е тоа доста интересно дека кандидатите секогаш се освренуваат на тоа. Треба да гледаме нели над таа перспектива што ние повеќе можеме да направиме, затоа што не мислам дека чист град, чист тендер и чист воздух во една општина е она кој што ќе ги купи неопределените гласови. Така што се надевам дека ќе имаат повеќе слобода нели да погледнат над тоа, над секојдневните проблеми со кои што за жал се уште се соочуваме и ќе бидат поиновативни во решенијата кои што ќе ги предложуваат, затоа што само така неопределените граѓани ќе си ја најдат својата опција. Ако направиме споредба со западната култура, со политичарите од Европската унија, можеме да направиме некаква компарација со она што го слушаме секој ден од партиските мегафони? Кога станува збор за западната култура, мојот личен став е дека за жал ние на глобално ниво се соочуваме со пат на политичката култура, особено политичките дебати, затоа што можеме да забележиме дека дури и нели западната демократија доживува некаков удар. Така што мислам дека секако нели нормално се уште сме имаме долг пат да изодиме за да ја достигнеме нивната култура. Разликата најмногу лежи во тоа што тие имаат поинституционализиран систем на јавна дебата и имаат поголема јавна свест и пред се поголема институционална меморија. Кај нас мислам дека при самото представување повторно нели поради нападите и контранападите го немаме оној систем на институционализирана дебата како тоа треба да се одвива. Таму имаат стандардни брифинзи со нели разговори едни меѓу други, меѓутоа за разлика од кај нас тоа е на една многу поголема политичка и културна свесност како треба да се одвива. И за жал мислам дека имаат многу повеќе независни уредувачки стандарди кога станува збор за достапноста на информација од страна на јавните сервиси. Нешто што кај нас мислам дека исто така многу недостасува, тоа да им се даде нели иста можност на сите кандидати да се представат. Во однос на сопственото мислење, како стојат ако направиме споредба, колку мора да се слуша лидерот и само тој и колку се цени мислењето на представникот на политичката опција? Дали може да го прегази зборот на Запад, за разлика од оде што ретко се, да речем, никогаш не се случило? Кај нас мислам дека тоа не се случува и нема да се случи во брза иднина. На Запад мислам дека тоа е всушност и
идејата да ти се спротистави оној кој што го Тоа е демократијата. Тоа е демократијата, тоа е играта на демократијата. А кај нас мислам дека се уште се очекува дека треба да го имаме тоа подаништво, каде што ние лидерот нас не одбира за ние да го слушаме него, да не води. Додека на запад мислам дека кога веќе се дава просторот на еден човек да води помал дел од политиката, се дава повеќе личен простор каде што тој може да ги реализира своите идеи и замисли. Така што мислам дека ние нема во брзо време да ја достигнеме таа свесност каде што нашите лидери всушност ќе им остават на самите кандидати да ги водат своите кампањи. Така. Во однос на младите луѓе, сакаме од еден друг агол да ја свртиме малку дебатата. По природа имаат критички размислувања? Критичкото размислување не мора да бидат и вашите колеги соработници, ви приватно да збориме со луѓе кои што секојдневно сте во комуникација, со кои што секојдневно разговарате, дебатирате, се гледате. Морам да признам дека во најтажните моменти од нашата историја, како што беше трагедијата со Кочани, беше првиот момент кога јас се соочив повеќе луѓе од моето блиско обкружување започна всушност повеќе да се интересираат за политичките процеси и тоа се само кажува за она неразвиено критичко размислување и општествена свесност дека ние треба пред се да бидеме одговорни граѓани без разлика дали се занимаваме со право, инженерство, технологија или било култура и така натаму. Треба да бидеме во тек. Во тек со настаните, затоа што пред се тоа е начин на граѓанска самоодбрана. Не гледам телевизија, не гледам вести, пола работи ни се случија што ни се случија сега. Така. И дефинитивно дознаваме после една недела. Точно, и нешто што за мене беше многу интересно е дека дел од студенти кои што не беа студенти од мојот факултет, а знаеа која е мојата работа на факултетот, се собраа како една независна група на студенти и побараа помош од мене да им ги објаснам всушност поврзаноста помеѓу локалната самоуправа и државата. Зборуваме за студенти кои што се активни граѓани и можат да гласаат на избори. За мене тоа беше од една страна огромна среќа, затоа што им помагаш да ги информираш, меѓутоа од друга страна бев и тажна затоа што млади луѓе кои што треба да се секојдневно информирани за настаните, со првиот општествен удар кој што го добиваме, тие едноставно немаат доволно информации за да знаат што после тоа. За жал, ние имаме една когнитивна присутност на младите, каде што ние учиме на начин да запомниме. Критичката мисла се гради со дебати, со јавен простор за дебата, со учество во граѓански сектор, во невладин сектор, а кај нас тоа многу недостасува. Ако го погледнеме дури и образованието, од основно до средно, па дури на факултетите, ние ги тераме младите луѓе да помнат. Не ги тераме критички да размислуваат и да ги анализираат ситуациите и понатаму не можеме да очекуваме дека тие ќе бидат дел од јавните дебати. Нешто што го имам како еден краток факт кој што ме загрижува е дека моментално само 28 општини имаат младински локални совети. Вкупниот број е 81 младински совет кој што треба да биде оформен. Во 2024 се 28, во 2023 биле 34 од 81. Тоа значи дека ние со тек на годините треба да имаме зголемување на бројот на општини каде што имаме младински совети, а ние во изминатите години го намалуваме. Мислам, ова беше предложено преко Законот за младинска гаранција, така што тоа се ни кажува за свесно пред се интересот на младите луѓе да се приклучат кон нивните локални младински совети, но од друга страна ни кажува и за нивното разочарување затоа што се обиделе да бидат, тоа немало ефект никаков. И не можеме да очекуваме поголема критичност од страна на младите доколку ние не им го обезбедуваме просторот кој што им е сега во овој момент и законски гарантиран. Терминот патриот се користи најчесто пред или за време на избори на кој повеќе од другиот си ја сака
татковината, државата. Што за младите значи патриот? Се надевам дека ова нема да биде многу генерализиран одговор, меѓутоа се повеќе... И не барам одговор само од вас личен, да, него чистата слика што мислам дека можете да видите од нив. патриотизмот за жал се уште се гледа преку леќата на партијата. Патриот сум доколку јас гледам, бидам член на партијата и така натаму, и нешто кое што особено многу ми пречи е дека патриотизмот е многу лесен кога го пропагираме надвор од државата. Бидејќи и опозиција и власт. И власт го така користат, нели, патриотизмот со различна представа во јавноста. Јасно. Она кое што треба да го дефинираме според мене како патриотизам е колку ние вложуваме во нашата држава, колку вложуваме во нашите млади, колку им даваме, колку сакаме да останеме всушност овде. Јас некогаш знам да се нашалам дека јас сум најголем патриот затоа што одлучив целото моје образование да го поминувам во нашата држава, а не да заминам во странство. Затоа што најпатриотски. Мислам дека тоа е најпатриотскиот чин што еден млад човек може да го направи, да го вложи своето образование тука, не во странство. Меѓутоа, не знам дали патриотизмот се мери со љубовта кон татковината или со љубовта кон партијата. И затоа и всушност го кажав, тоа ми пречи многу наративот кој што повторно е активен за време на локални избори. Многу е лесно да бидеш патриот кога не се соживуваш секојдневно со проблемите кои што ние ги имаме. Многу е лесно да си патриот кој што има свое возило и не се соочува со проблемите со јавниот превоз. Многу е лесно да си патриот кој што има финансии да си плати приватно здравство, а не да се соочува со шалтерите во здравствените државни институции. Така што мислам дека таа идеја за патриотизам кај нас е многу, за жал, многу искривена. Имам уште неколку минути од терминот за овој разговор. Како успешен млад човек, сакам да те прашам околу иселувањето. Претпоставувам дека голем број твои врсници, твои пријатели, другари веќе си заминати од Македонија, ти реши да останеш овде, да го продолжиш твојот живот во Македонија. Би се вратиле кога комуницира со твоите пријатели овде да се вратат во Македонија или? И што е најчестата причина што си заминале? Најчесто одговорот е дека не би се вратиле. За жал, дел од моите најдобри пријатели се одселија одовде или бараат пат да се одселат одовде. Најчесто причината е нели она чувство на стагнација. Постојана стагнација и повторно враќање на истите проблеми. Затоа што и јас се соочувам со истите проблеми со кои што сум се соочувала и пред 8 години. Значи, ако зборуваме во изборни процеси, тоа се неколку изборни процеси и за жал нешто што имам сватено дека како граѓани го грешиме. Немаме социјален капитал. Ние немаме доверба дека ако останеме овде како млади луѓе, имаме со кого да соработуваме. И имаме со кого да ја градиме иднината на подобар начин. Така што веќе гледаме некое згаснување на оптимизмот и на оние млади луѓе кои што останале тука, затоа што всушност ја гледаме ситуацијата многу безизлезно. Свесни сме со што ќе се соочиме доколку останеме. Најчесто причината првично беше образованието. Подобро образование во странство, корупцијата, незадоволството од здравствениот систем, затоа што најчесто првиот судир со институциите е со здравствените институции, а понатаму нормално и со судството, правниот систем и така. Бидејќи си тука, еве за крај, што те држи овде и како ја гледаш Македонија во следните 10 години? Тоа што ме држи тука е се уште желбата за промена на менталитетот на младите луѓе, затоа што мојата работа моментално бара од мене да бидам во постојан контакт и допир со младите луѓе. И сум срекна доколку на барем дел од оние со кои што сум имала часови и сум им предавала, сум успеала барем малку да им го променам ставот. Така што тоа е некоја мотивација која што се уште ме држи овде. И мислам дека доколку сакаме навистина промени, мора да започнат од нас.
Така што јас знам често да се нашалам дека никогаш нема да бидам дел од политичка партија, затоа што секогаш сакам да бидам корективот кој што доаѓа од страна. И се обидувам да се повеќе млади охрабрам дека не треба да следиме од љубов кон политиката, треба да следиме од љубов кон самите нас, да бидеме одговорни, затоа што она што се случува на крајот е одговор од нашата незаинтересираност. Зорана Антовска, со овој твој одговор ќе ја завршиме емисијата. Ти благодарам што беше моја гостинка и направивме одличен разговор на темата која што е актуелна и ќе биде актуелна во следните неколку недели. Ви благодарам уште еднаш на поканата и се надевам дека беше барем инспирација за дел од младите луѓе. Тоа ќе кажат потоа реакциите кои што ќе ги имаат оваа емисија. Уште еднаш ти благодарам, остануваме во контакт. Локалните избори само што почнаа ќе има теми кои што ќе треба да се комуницираат. Ти благодарам. Биде драго. Почитувани, овде го завршуваме денешното Студио 10. Останете со телевизија 24 за нешто помалку од 10 минути. Првите вести на телевизија 24 со Ивана Стојкова во 12 часот. Од мене пријатно.